Драги мои, добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја, а ова е мојата којна. Денешната инспирација ја добив од тешкиот живот со тинејџерите. Многу од вас верувам ќе се сложат со мене. Моите деца кога беа мали, можев да им протнам буквално се. Дури имавме анекдоти каде што на игралиште мојот син ме прашуваше: "Мамо, ова го јадат сите или само ние?" Бидејќи јадеа многу специфични јадења, зеленчуци, алги за да бидат здрави, нели? Меѓутоа, како растеа, како ги запознаваа сите придобивки на брзата храна, во наводници, така почнаа да одбиваат се што јас ке сготвам, а е зелено, е здраво, и количините кои ги внесуваа беа многу мали и морав да смислам начини како да им протнам зеленчук, овошје во големи количини. Денеска ќе ја користиме незиното величество брокула. Кога беа мали се давеа во брокула, меѓутоа како порасна, таа стана забранета намирница во нашиот фрижидер. Со овој рецепт ќе ви покажам дека може да ја сготвите фантастично брокулата и да им протнете половина килограм брокула. Ви ветувам, со сласки ја изедат. Пакет МК ни доставија свежи производи, секогаш на време, секогаш свежо, имаат и месо. И за денешниот рецепт ќе искористиме телешко месо. Она што дополнително сакам да ви го кажам е дека ова е најбрзиот рецепт кој може да го подготвите. Во условиве на корона, нели сега имаме некои протоколи каде што децата мора да носат ручек и да јаде секој што си донело дома. Ова е прекрасен начин да подготвите нешто дома и утре дента да го спакувате, да им го дадете на децата да го јадат со шпагети, со ориз или само со лепче, апсолутно за ден-два, дури месото подобро се готви, бидејќи е потопено во сосови кои имаат одложено готвење. Денешниот рецепт ќе го сготвиме во воктава. Не се тревожете доколку ја немате. Апсолутно може да ја сготвите во било која тава која не леплива. Она што е важно е таа тава да биде со дебело дно, односно да може да се загрее добро, за да не ви се залепи месото, бидејќи телешкото месо ќе го готвиме брзо. Јас имам една воктава и ќе оставам да се згрее. Воктавата може да проверите дека е згреана за брзо печење и пржење на зеленчук, доколку ставите 2-3 капки вода и тие се тркалаат како бисирчиња под дното, тогаш знаете дека е доволно загреан вогот. Јас нема до тој степен да ја загреам денеска, бидејќи сакам до тоа време да го обработам месото. Тука имам прекрасно парче на телешко месо. Доколку е месото јунешко, му треба уште 5-6 минути плюс готвење. Телешкото апсолутно може да биде готово за 10 минути, јунешкото малце подолго, меѓутоа она што е најважно е кога го спржите месото, значи кога го ставите во врелиот зејтин, да направите на глазура од сите страни, односно да биде запржено од сите страни, да ги задржи своите сокови внатре, за да може подоцна да продолжи во процесот на варење со сите сосови кои ќе ги употребиме. Ќе го исечам на многу тенки стапчиња. Сакам да има ориентален изглед и побрзо да се сготви нормално, како кибричиња, и ќе го обработам целото месо. Јас имам тука околу 300 грама, што е доволно за 2 оброци или 3, бидејќи ќе имате половина килограм брокула. Месото ќе го подготвите на тенки стапчиња. Прво затоа што убаво изгледа, второ заради тоа што побрзо ќе се сготви. Она што сакам да ви го кажам е дека кога обработувате месо, секогаш ставете мокра крпа под даската, затоа што даската може да ви летне низ плотната и може да се повредите. Безбедноста е најважна секогаш. Мојата воктава е готова. Ќе ставиме брилијант масло.
на витаминка, го користиме бидејќи е неутрално, не го менува вкусот, а за ова јадење ни треба да ни доминираат медот, соја сосот, ќе искористиме сончогледово масло. 2-3 лажици доколку мерите, доколку не да го облијат дното. Ке почекам уште нека секунда. Да, почиња веќе да работи и го ставаме телешкото. Ќе го ставиме месото да се провари некои си 7, 8, 10 минути, ќе видите, готово е кога на краевите ќе почне малку да загорува, меѓутоа никако горење. Загорен вкус не ни треба во оваа храна. Ќе сменам даската, никогаш не користете даска, иста даска на која сте сечеле месо, истата даска да ја користите и зеленчук. Месото е склоно кон создавање на бактерии на својата површина, така што никогаш не користете чиста даска или измите па повторно користете. За да го направиме месото, ни е потребен еден сос. Многу едноставен, наједноставен на светот. Јас ќе земам во една чинија, доколку сте почетник и ви е тешко да мешате, да не се испрскате, слободно земете една тегла. Значи во една тегла најлесно се прави сосот. Потребно ви е ѓумбир и лук. Тоа е основата. Ѓумбирот ќе му даде една лутина која само се провеува како нишка во јадењето, бидејќи нема баш лутина, и лук кој лук се става во секој јадење, да се разбереме. Дури во благи ќе почнам да го ставам. Ќе ставиме убаво неколку чешниња лук. Прво исечкајте го на парченца и потоа со таа безбедна техника која ви ја објаснив, ножот на врвот, само глумете сатар за да го иситнете лукот. Нема да го пржиме, затоа што сакаме да ни го ароматизира сосот. Иако најдобро, значи лукот би ја пуштил аромата во допир со масло. Маслото ги ослободува вкусовите, не знам дали знаете, кога го потребувате масло, во некоја следните емисии ќе ве научам што прави киселината, што прави маслото за одредени состојки. Маслото е одговорно да го магнифицира вкусот на секое јадење, да го потенцира во јадењето. Ќе ставиме овој голем ѓумбир, јас ќе го пресечам на половина, отприлика ви треба еден палец ѓумбир. Ѓумбирот најлесно се лупи со помош на лажица. Така, најлесно ќе го излупите, или ако сте вешти па со нож. Ѓумбирот ќе го исечеме на стапчиња. И ќе го исечеме на стапчиња. Доколку не сакате да го сечкате ѓумбирот, слободно изрендајте го. Доколку сакате да си олесните, воопшто не е грев, доколку не изгледа јадењето така како што готвачот го покажал. Чи користете најразлични алатки, гмечачи за лук, апсолутно изрендајте го, мултипрактик, ренде, што и да е. Само леснете си во кујна и направете го готвењето уживање. Во нашиот лук и ѓумбир ќе додадеме околу 2 до 3 лажици мед. Ставете мед онолку колку што сметате дека сакате да имате благоња вкус. Многу луѓе едноставно не ја сакаат таа кинеска нота на храната каде што имаме благо солене, меѓутоа користејќи го медот, треба да секое користење на блага намирница, дали е тоа мед или шеќер, го потенцира вкусот на соленото и затоа се користи многу често во азиските кујни. Значи со додавање на медот вие ќе го потенцирате солилото на соја сосот. Јас имам тука 3 лажици, ние сакаме благо.
баш убав блак сос. Не морам да ви кажам дека медот е една прекрасна намирница која има многу хранливи состојки. Таа е природен антибиотик, го покачува имунитетот, користете го секогаш кога можете, користете го во храната, користете го свеж. Ние го користиме многу често, а во комбинација со соја сосот ми прави една така совршена сензација во устата. Ставам 2 до 3 лажици соја сос, исто така ќе изберете количина која вас си одговара. Соја сосот е многу солен. Соја сосот во основа е сол, пченица, соја и квасец. Не знам кој го смислил, но прекрасно мириса. Ја има во нашите продавници, да не мислиме дека тоа е некоја екзотична намирница, дури ја има, ефтина е, може да ја користите, безбедна е, обично на сите пакувања пишува дали е ГМО или не е ГМО, така да малку јас ке засолам дополнително и ке ставам бибер. И последната намирница која ми фали, неговото височество, лимонот, сладко кисел блак сос, каде со мала доза на лутина, ѓумбир од лутината, соја сосот соленото, медот благото и ни фали киселина. Киселината помага во побрзо варење на протеинот од месото. Јас ке ставам сок од половина лимон. И ова е тоа. Ке го ставам да отстои додека моето месо не се подготви. Јас имам тука едно фенси тенџере за шпагети, кој денеска ќе го искористам за брокула. Бидејќи има ваква практична решатка со која можам да извлечам брокулата, сосот ќе остане малку да ги поприми сите мириси кои ги ставивме и зачини, и имам половина килограм брокула. Најрустично, исчистете ја на почетокот од листови. Отстранете го тврдиот дел, јас го сакам. Значи овој го користам, ама моите деца баш не го сакаат. Не можеме ќе се најдеме начин да се убедиме. Сега за сега не. И сечам големи цветови. Брокулата е најдобро ствари да се крши, заради тоа што при допир со метален нож оксидира. А може ќе го искршиме, кога веќе кажав треба да си го почитувам собствениот совет. Модерното готвење за мене подразбира прилагодување на техниките, на динамиката на живењето, на времето кое го имате на располагање. Да, сакам да одам во ресторан и некој прекрасен готвач да ми направи совршено јадење каде се искористени сите готвачки техники, но во секојдневието, за да можам да го имам луксузот на вкусни јадења, сакам прилагодување. Така да кршите, сечете, снајдете се, заљубете се во готвењето. Моето тенџере е готово, ќе ставам околу литар вода. И ќе ставам брокулата. Ја бланшираме. Бланширањето подразбира процес на вриење околу 2 до 3 минути во вриена вода. Ја ставив топла вода во топло тенџере, брзо. 2-3 минути ќе ја извадиме, а го слушате моето месо, дека е готово.
мојата брокула почнува да се бланшира, ќе ја префрлам на другата рингла, а мојата меса веќе готово. Еве гледате, значи целото е бело, значи има на карамеласта боја, само на кревите малку подгорено. Го ставате повторно на оган, малку намалувате, за да не се изгори и го ставате сосот. Убаво. Сосот сега малку ќе го изниста и ќе го смири вкусот. Дајте му на сосот малку да проврие на средна температура. Не сакате да изрие, доколку брзо ви изгрие сосот и не сте имале време да ја изладите ринглата, додадете малце вода. Апсолутно нема никаков проблем. Јас ја додавам водата од брокулата, бидејќи ми го има тој вкус на брокулата кој сакам да го има ова јадење. Нека провие неколку минути, да ја проверам мојата брокула. Уште 2-3 секунди. Нашето телешко е веќе готово. Еве може да ја видите бојата. Може да видите како тоа изгледа. И на крајот ги ставаме брокулите. Го обожавам тенџерата. Почекајте малце да испари водата од брокулите, за да не внесете повеќе течност внатре. Бидете безбедни и брокулите. Значи, уште се цврсти. Немој да ги преварите, немој да ги пожолтите, немој да ги направите да бидат меки, бидејќи ви треба да бидат крткава текстура внатре. Убаво промешајте и дајте му уште 2-3 минути заеднички да се соедини. Имаме едно поголемо парче. Натре. Ето сме. Имаме една другарка која често кога ги гледа моите емисии, ќерката ја прашува што е тоа мама протнување, како тоа вие ни протнувате работи, бидејќи многу често сакам да смислувам рецепти каде што може да им протнете на вашите деца храна која не сака да јадат. Ова е мојот начин за да ја протнам брокулата. Ставете ја да се намачка во сосот. Две-три минути и убаво дарежливо сусам. Чинија за сервирање. Јас денес ќе ви понудам опција да ја искомбинирате, затоа што сакам да ви понудам комплетен оброк и ручек со ориз. Меѓутоа, вие може апсолутно да ја комбинирате со што сакате, па дури и вака само со салата. Доколку сте на нека диета, во е многу диетално, може да го комбинирате со, не знам, само со нека зелена салата. И ставете го на чинија, ќе оставам место за оризот. И колку сусам. Сусамот ќе ви даде една крткава текстура кога ќе гризнете внатре, но мало изненадување во оброкот.
Додека нашиот урис се вари на страна, ќе ви ја подготвам салатата која сметам дека прекрасно би се вклопила во целата таа комбинација, ќе биде едноставна, ама ќе ги употребам сите оние работи кои ги употребивме претходно во зачинувањето на телешкото. Значи имам млад спанак, го исчистив, го измив. Ако не сакате спанак, ставете зелена салата, ставете рукола, апсолутно нема никаква разлика. Ни треба едно јаболко. Јас сакам зелено бидејќи има кисела нота. Моето е големо и ќе ставам пола. Ако е малечко ставете цела, ако е големо ставете половинка и ќе го исечеме на полумесечини. Тенко. Ќе ставиме малку ореви, 50 на грама, за да го имате тоа крцкаво изненадување при секој залак. Рустично искршете ги. Апсолутно не обрнувајте внимание. И ќе ставиме козје сирење. Сакам козје, бидејќи козјето сирење е многу здраво, содржи многу повеќе витамини, многу повеќе добри масти. Има слични состојки на оние на урдата, односно не е толку масно како другите сирења. И на крај ќе го зачиниме со еден сос. Јас обожавам да правам сосови во тегличка, доколку вие не сакате, направете си го на начин на кој што сметате дека треба да направиме. Ставаме 2 до 3 лажици маслиново масло на витаминка. Малку балсамико, 1 до 2 лажици. Мед. Многу малку. 1 лажичка, колку само да го имате. Медот со козјото сирење ќе направи една преубава комбинација и мислам дека ќе ви се допадне како само малку сок од лимон. Скроз малку. За да не го потемни јаболкото. Дори мислам дека и вака ќе ставам за да јаболкото ја задржи својата боја. Лимонот секогаш да знаете да сите дали тоа јаболка, круша, авокадо, доколку ги премачкате со лимон, нема да ја изгубат својата боја и нема да оксидираат. Сол. Бивер. Убаво затворете и протресете. Сосот ставете го врз салатата. Ова е мојата салата, ќе го почекаме оризот да се свари и на крај ќе ви покажам како се тоа прекрасно изгледа начинија. Нашиот ориз е готов. Ставете на порција. Да не го заборавиме лешкото месо и комбинацијата на ориз со лимон ми е прекрасна и навистина многу ја сакам. Јас ќе ви понудам да ставите малку лимонов сок и малку лимонова кора. Доколку не сакате, не морате. Мене ми дава една свежина на целиот рецепт. Плюс навистина убаво изгледа. Се надевам дека ви се допадна мојот избор за денеска и ова малку екзотично јадење ќе се најде на вашите трпези, ќе најдете начини да им протнете многу брокула на вашите деца, а јас ќе го почекам син ми да го израдувам со неговото милено јадење од брокула и телешко, со ориз и една фантастична салата која веројатно ќе биде мојот оброк за денеска. Се гледаме во следната емисија на Готвиме со Маја.